кога предаваме ние на луѓе што работат со деца, обично им кажуваме дека има неколку начини како да почнеш библиска лекција. Еден начин е, викаме со прашање. И многу често кога се почнува со проповед, луѓето почнуваат со прашање. Наједноставен начин, најмалку ти треба време за мислење, влегуваш со него. Некој пат е со пример, некој пат е индиректен пристап, некој пат почнуваш од оној што е најинтересниот дел во случката, ама јас денеска со ова што ќе го зборуваме, започнувам директно. Одиме во Матеј 17 глава, од 1 до 13 стих. Матеј 17 глава, 1 до 13 стих, е еден многу познат текст, на кој одамна не сме размислувале. Јас сум зборувал за него, гледав таму негде, ама било пред можда 5 или 6 години. Сакам да ги погледнеме првите 13 стиха. Тоа е оној текст во Библијата што го нарекуваме преобразувањето. Така ли? Читаме. Вели вака во Библијата. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар и Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. И се преобрази пред нив. И лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. И ете, им се јавија Мојсей и Илија кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, ќе направам тука 3 коливи. Една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Додека уште говореше, ете ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возлюбен син во кого е мојата волја, него послушајте го. И кога го чуја тоа, учениците паднаа ничком и многу се уплашија. Но Исус штом се приближи, се допре до нив и им рече: Станете, не плашете се. А тие кои ги отворија очите не видоа никој друг освен Исус. Исус им заповеда и рече: Никому не кажувајте што видовте, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Потоа учениците негови го прашаа говорејќи: Зошто пак книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? Исус им одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија се што сакаа. Така и Синот човечки ќе пострада од нив. Тогаш учениците разбраа дека тој им зборува за Јован Крстител. Убав, многу познат текст, на кој денеска сакам да го погледнеме малку. Не е темелно, затоа што текстот е стварно длабок, ама доволно за да може да не натера да размислуваме малку подлабоко некои пати за некои ствари. Ако го погледнете контекстот во Евангелието според Матеј, ова се случува во момент кога стварите стануваат се помрачни и помрачни. Прво Исус кога доаѓа на земјата, ќе се сетите, мислам, кога ја почнува својата служба на своите 30 години таму некаде од прилика, кога почнува со служба, сите го ценат, леле, види каков учител, толпите народ одат по него, го исповедаат како цар, го исповедаат како Господ, голем пророк, седно. Главно сите го фалат и одат по него. Има големи толпи го следат, никој ништо нема, ама се повеќе и повеќе се појавува опозиција, се повеќе и повеќе почнуваат да се вртат против него, непријателите негови, нарочито овие што ги нарекувавме црковните религиозните водачи. Патем, тоа е една многу интересна работа. Секогаш во црквите најголем проблем за реформација се појавувало од црковните водачи. Ретко кога било членството. Обично биле водачите кои прават белја, па членството ќе се побуни, па ќе се случи некоја реформација или промена. Многу интересно, ама тоа е друга тема за некој пат и друг пат. И сега тука, во овој момент, како сето тоа се движи, на планината се појавува светлина. Во цел тој мрак, наеднаш како рефлектор, знаете, кога ќе запалите на спотла, едно спотче, онака ќе удри јако, една светлина, и мора да се запрашаме зошто. Мора да си го поставиме прашањето зошто баш тука. Зошто не на почетокот на службата, па учениците да бидат апсолутно уверени кој е тој. Зошто не баш пред да го фатат, за уште поголема осуда да има другите, кажат: ем видовме светост, ем видовме светлина, па го раствавме, туку баш овде. Има причина сигурно, ќе видиме дали можеме да ја најдеме на вистина. Затоа што мислам дека ова преобразувањето овде за кое зборуваме, Исус всушност, Матеј, воден од Светиот Дух, ни кажува неколку, барем 3 работи за Исус. Да ни покаже кој е тој на вистина, да го видиме, да ни покаже зошто дојде воопшто, и на крајот на криштата, ако сакате, кој е нашиот одговор или како ние ќе одговориме на тоа што тој го прави. Ајде го видиме првото тука. Да видиме кој е всушност тој. И сакам да ве вратам на Стариот Завет. Сакам малку да одиме назад во Стариот Завет. Ке се сетите дека кога овие евреите излегоа од Египет, има водство. Од кај знае кај да оди? GPS немаше. Карта нема. Тој дел од светот никој пати до тогаш го нема поминато. Ама тргна, и што ни вели Библијата?
ги водеше Бог. Како ги водеше Бог? Преку ден ги водеше со, сеќавате, со огнен столб, со блескав столб, со облак од кој блескаше уствари, и навечер со огнен столб. Како одеше пред нив облакот или столбот, дали од облак или од пламен, тие одеа по него. Нели, ке се сетите, тоа нешто не беше, познато ви ова. Сега, кога дојде до планината Синај, кога Бог се објави на планината Синај, се сеќавате, имаше грботевици, имаше молни, имаше страшен звук, имаше, нели, толку голем страв што евреите сакаа подалеку да се, буквално се тресеше планината, и тогаш се чу Божиот глас од огнот, од облаците, и секој што ќе се допреше до планината, умираше. Затоа Бог му кажа на Мојсей, отстрани ги, направи кордон, заокружија планината, не им дозволувајќи секој што ќе се допре, ќе умре. Зошто? Затоа што јас сум вика свет Бог, кој не дозволува некој туку така да му пристапи. Сега, во еден момент од животот на Мојсей, кој му беше преку глава од луѓето што ги водеше, што му рече на Бог? Покажи ми го лицето свое. Не го види. Во оној момент кога Мојсей беше со Бог, и во оној момент кога се врати доле, ќе се сетите, кога влезе условно, кога го виде облакот поблиску, вика, лицето му светеше еден период. Рефлектираше како што месечината го рефлектира сонцето. Помина кратко време, лицето на Мојсей се врати пак како што беше порано. Сега, многу години подоцна, пак се наоѓаме на планина. Во 5 стих читаме, повторно го слушаме гласот Божи, тука, и повторно на врв на таа планина го гледаме сега Илија, кој всушност на врв на планина ја виде Божјата слава како слегува како оган. Се сеќавате? Или ќе се сетите? Кога ќе дое времето Никола да го помине тој текст таму, како што иде. Значи, се што имало во минатото, гледаме и сега. Ништо по-ново не се случува, ама има нешто повторно ново што е различно. Знаете што е проблем? Ја гледаме она неспознатлива Божја слава, ако смеам така да ја кажам, и она брилјантност, она блесок што излегува, не излегува од некаде далеко, излегува од една личност која стои тука помеѓу нив. Наместо да зборуваме сега за некој Бог кој е таму, кој се појавува во облак, некој си Бог чија слава не можеме да ја видиме, одеднаш сега тој Бог, односно таа слава, тие атрибути ги гледаме во личност. И ова им прави проблем на мнозина да го сватат. Како можеше, вика, да го видиме сето она што Бог е условно во личност? Во Господ Исус Христос тука во овој случај. Во втори стих вика, лицето негово светна како сонце, а лиштата му стана бели како светлина. Дури ако погледнете грчкиот текст малку вика, му стана како сушта светлина, како есенцијата на светлоста. Блесна, вика, блескаше јако, блескаше моќно тука. И ова е шокантно. Затоа што не излегува, пак ќе речам, од некој од далеко, туку излегува од личноста која стои покрај нив. Ова беше првиот шок, јас мислам тука за учениците. Ама да видиме што тоа значи. Пак ќе речам, кога Мојсей се симна од планината, кога беше со Господ заедно, лицето му ја рефлектираше дел од Божјата слава, како гледало што рефлектира светлина. И се загуби, ја снема. Ама, овде испаѓа како самиот Христос да е изворот на светлината. Тој не е рефлексија, тој е изворот на оно што се случуваше. И пак не враќа на Божите атрибути, пак не враќа на тоа. Ова е една наратива тука, всушност, ако смеам да кажам, во евреите што го писателот после во 3 глава што пишува, вика дека Исус е, и сега во нашиот превод, не знам, има неколку преводи на македонски, во повеќето има една грешка, викаат Исус е одблесок. Не. Во сите преводи, буквално превод е Исус е блесокот на Божјата слава и отпечаток на неговата суштина и држи се со својот моќен збор. Откако преку себе ги очисти нашите гревови, седна од десна страна на престолот на Севишниот во висините. Исус не беше одблесок, Исус не беше рефлексија на Бог, Исус беше суштата светлина за која зборува. Проверете ги текстовите, сите преводи, освен нашиот македонски, оној од 2006 таму, тој ше синодалниот, ја прават истата грешка во преводот. Или свесно ли го прават, не знам тоа. Тоа значи дека Исус е ненадменлив израз на Божјата слава. Исус е де факто сликата или онај облакот. Исус е блесокот на Божјата слава, повторно ќе речам, во човечка форма. И нема друг начин
на кој може да видите славата на Господ Исус на Бог повеќе, отколку во самиот Христос. Никој никогаш не го видел Бог, вели Библијата, така да никој никогаш нити го видел Бог, нити некој некогаш ќе ја види Божјата слава на таков начин како што е Бог по својата суштина. Ама во Христос го гледаме точно она што Бог сакаше да ни го покаже. Христос беше Бог. Да, на земјата се ограничи. Нели знаете, Библијата вика, се откажа од многу работи, од многу од атрибутите своји за да биде со нас, ама повторно овде не остави сомневање, па тој ли е, не ли е тој? Па стварно ли он блешти или не блешти? Од каде знаеме? Реакцијата на учениците беше ужас, страх и паѓање на земја. Така пишува, барем, ќе го видиме малку повеќе тука подоцна. Ова ви е еден од текстовите кај што не можете да го помешате Исус нити со Мојсей, нити со Илија, нити со некој си пророк, нити со што и да било друго, освен да кажете тој беше суштината на самиот Бог во тело, во телотвор. Нема да навлегуваме подлабоко, ако треба ќе влеземе, ама тоа е вистинската реалност. Ама прашањето е што значи ова за мене и за тебе денес? Сушност. Ајде да кажам барем неколку работи тука. Ако тој е Божјата слава, тогаш тој е единствениот начин преку кој може да го видиме Божјото срце. Размислете малку, ние имаме веќе нешто со кое можеме да го погледнеме и да кажеме, може да го погледнеме Бог. И што значи тоа? Ќе ве вратам на нешто што многу често си го спомнуваме во црквите, многу често го користиме во апологетика кога разговараме со луѓето. И сега пред некој ден гледав нешто, пак ме потсети нистата работа. Суштинските прашања со кои секој човек се соочува, може би не во оваа форма, ама ќе си ги постави на себе си кога тогаш во животот, ако не ги постави треба да има проблеми. Пак ќе речем. Може би ментално не може да ги свати овие работи, може би интелектуално е некој припрост, ама основните прашања се кој сум јас уствари? Тоа е многу важно прашање. Кој сум јас? Второто прашање што стално си го поставуваме, од кај сум јас дојден тука? Од мама тато, не е баш само мама тато, а мама тато од кај дошли и се враќаме на почеток, од кај почнува се? Каде одам? Кој сум сакам да се дефинирам? Од кај сум? На каде одам? Зошто се трудам? Зошто се мачам? Зошто се борам? Зошто гинам? Зошто страдам? Зошто овкам и стенкам на овој се? Тука? Многу битна работа. Последниот пат кога се враќав сега, кога летав од Загреб, го читав Ниче. Седнав да го читам Ниче на телефонот и сака времето да го утепам. Па ми интересно е дека Ниче, например, има многу критики на многу работи, за многу ствари во право. Ама проблемот негов е што нема одговор. Нема одговор. Си ги поставува прашањата кој сум, од кај сум, каде одам, ама одговорите ни него не го задоволуваат очигледно. Ако беа паметни одговори добри, ние денес ќе ги знаевме и ги користевме очигледно. Многу малку луѓе стојат на таа ствар. Секоја филозофија што сака да каже дека вреди нешто мора да одговори на овие прашања. Ако сакате разберете, мора да одговори на овие важни прашања. Сега, интересно е прашањето, ако погледнете, сега ќе ме извините, малку ќе мрднам на страна, ама од каде до каде христијанското учење денеска многу брзо, некои си 100 години може би, после појавата на христијанството, ја замени грчката и римската филозофија. Во начинот на размислување, во начинот на кој се поставува прашањата и на кои се дава одговорите. Ние до ден денеска учиме за грчки филозофи, стварно интелигентни биле луѓето, размислувале на многу паметен, на многу длабок начин и се. Ама, како е можно денеска сите постулати, ќе ги спомнам малку попосле, на кои ние живееме, дека имаат основа врз христијанството? Човековите права. Правото на жената. Укинувањето на робството. Тие сите работи доаѓаат од јудео-христијанската култура, не доаѓаат од грчката филозофија. Патем, ако кажете, ама грците ни ја дадоа демократијата, да не се лажеме. Демократијата немаше врска со ова што е денеска. Проверете, ќе видите. Ако ви интересира, после може да зборуваме. Демократија во Атина значеше одреден број луѓе кои владеат со сите други, они гласаат што ќе се прави. Плебсот доле никој не го интересираше што е како. Не романтизираме некои ствари, ама тоа е сосема друга приказна сега. Ама грците во основа веруваа во една многу битна филозофски гледано, ако сакаме. Во срцето на универзумот, во срцето на се што постои, вика, постои едно нешто што го нарекува
логос. Тоа сме го зборувале, само малку ќе ви го повторам. Логосот беше некоја суштинска, ако сакате, крајна, ултимативна реалност. Значи, мора да постои нешто од кое после произлегло се. Различните филозофии различно дефинираат што е тоа се и како иде тој логос, ама идејата била оваа: ако сакаш да живееш живот кој ќе биде како што треба, ако сакаш да живееш исполнет живот, тогаш мораш да живееш согласно со тој логос. До тука звучи интересно. Проблемот настанува кога ќе си го поставите прашањето: кој е тој логос по кој треба да живее? Тука беше проблемот уствари на целата грчка филозофија. Например, стоицизмот како филозофија, вие што сте учеле во гимназија, стоиците викале вака: не се прикачувај кон ништо. Не го давај срцето на ништо, оти на тоа што ќе му го дадеш срцето, кога тоаш ќе те повреди. Значи, не се приврзувај кон никој, не се приврзувај кон ништо, што и да ти се случи, викаш: чудо голем. И онака не ми значеше ништо. Не знам кој од вас живее по таква филозофија, например, ако сака. Од друга страна, една друга филозофија која денеска е малку поприфатена, иако не знаат луѓето што прават, е епикурејството. Епикуреанците викале вака: целиот живот, логосот, суштината на логосот е да уживаш. Да имаш уживање во се. Јади, пи, весели се, оти утре ќе умреш. Оно што го вика Библијата. Денешниот свет повеќе живее по оваа филозофија. Прашањето дали му носи тоа среќа? Не. Зошто? Затоа што јас не ги гледам најзадоволни и најстрекни оние луѓе кои имаат се и апсолутно се. Што се најубавите, најпаметните, најинтелектуалците, Не е баш така. Овде. Значи, идејата на нова втората филозофија беше: прави се што можеш, што ќе те направи да си среќен. Прави се што можеш, што ќе те направи да бидеш задоволен, да се радуваш. Во денешните услови, денешнината, ние тоа го викаме вака: биди тоа што треба да си, изрази се себе си, покажи ја твојата реалност. Јас сум. Денеска индивидуалното е дигнато над заедничкото во се. Јас е денеска. Ако мене не ми чини, ништо не чини. Ако мене не ми погодиш, на никој не му е погоден. Абе, сите се радуваат, само тебе не ти чини, ама ако мене не ми чини, не е во ред. И тоа е филозофија, и тоа е начин на живот, и тоа е начин на кој се поставуваат стварите. Што сакаш? Што ти се твоите соништа? Тоа мислам. Па направи ги и ќе бидеш среќен. Зборувавме веќе за тоа дека не е баш така. Ама христијаните пак дојдоа и кажаа нешто поинакво. Вика: стварно, во право сте, има суштинска реалност. Вистина е, во право сте, има логос. Јован, апостолот, вика: на почетокот беше словото, или ако читате во грчкиот, на почетокот беше логос. И кога некој ќе ми каже овие неуките ученици, ми иде да го задавам, да ви кажам право. Знаете зашто? Затоа што ако бил неук, како можел да знае која е идејата на логос? И да знае филозофијата на грците кога го пишува Евангелието според Јован? Неуки, ма нема. А што биле писмени? Очигледно, че им напишува Евангелие. Не бе толку загубени како некои што ги прават ученици. Тоа е неписмените рибари. Не, дајде да не се лажеме. Мислам, реално. Христијаните всушност вика: логос, тој принцип кој вие го барате, е личност. И тоа беше целиот шок. И тоа беше целата збрка што Павле направи кога беше на Аеропагот во Атина. Кога не почна да зборува само за принципи, кога не почна да зборува за идеи, чекај ти кажам идеја. Чекај ти кажам, ово Елена туку вика, чекај да ви кажам за личност, која е центар на се. И таа личност дојде на овој свет, отелотворен е самиот Бог. Бог во својата суштина се отелотвори и дојде на земјата. И се вика Исус Христос. До ден денеска проблемот на светот е тоа што сака се да биде во центарот, да биде тој логос, некаков принцип, само да не биде личноста на Господ Исус Христос. Денеска во Велика Британија, сега вчера, завчера читав таму, најголемиот шок и хорор беше дека оние колачите што имаат крст на нив не ги направиле оваа година. Зашто? Да не се навреди некој, ти кросбанс се викаат, нели, крст има на нив, да не се навреди некој. Кадбери, компанијата за чоколада, формирана од личност, длабоко посветен христијанин, чија всушност керка Хелен Кадбери ја основа библиска лига.
Првата светска војна да дава бесплатно Библија на сите, Кадбери се откаже оваа година од производството на велигденски јајца. Нели оние чоколадните јајца што ги прават за Великден, се откажа од велигденските јајца, туку направија, како ги нарекува, комеморативни или нешто такво. Се, само да не се сврзе со христијанството. Се, само да не се врземе со личноста на Господ Исус Христос. И затоа Јован почнал, почетокот беше Логос. Зошто е ова важно? Важно е дека ако основата на светот не е некоја безлична сила, тогаш ние имаме одговорност према неја, према Него. Јас и ти имаме одговорност према тој Христос, кој е тој Логос, кој е тој центар. И повторно ќе кажам, грците за мнозина викале што е љубовта? Љубовта не е важно, љубовта е сентимент што те прави слаб. Те прави слаб. Ке го засакаш некој, тој ќе те повреди, што се направи? Поарно немој да сакаш, никој не те повредува, камен ќе видиш, супер, стојка. Па тоа е реалноста, висте. Па и денес имате луѓе што натаму ја вртат работата. Ама срцевината на она судбинска, врховна, ако сакате, реалност, беше дека можеш да познаваш личност која те сака, која можеш да ја сакаш и со која можеш да имаш личен однос. Тоа беше поентата тука на преобразувањето. Ти не се усогласуваш со космосот, со Вселената. Ти се усогласуваш со личноста што ја создала космосот, што ја создала Вселената. И тоа е една многу голема, огромна разлика, бидејќи ова го редефинира самото спасение, браќи и сестри. Ова дава поинаква дефиниција за спасението и човечкиот живот. Зошто? Исус Христос не беше само некој фин човек кој случајно го утепа. На крајот, после нели понатаму што се случи. Тој не е некој кој има некоја слава или укажува на некој кој има слава. Во будизмот Буда вика ено ти го патот. Не вика јас сум патот. Во исламот Мухамед се обиде да се игра со таа слава. Знаете, сме го зборувале, Периклутос версус Параклетос. Периклутос значи славниот, Периклутос значи славниот. Параклетос значи утешителот. И ако разговарате некој пати со некој поучен од муслиманите, ќе ви каже, не, во Библијата е предскажен Мухамед, затоа што името Мухамед значи славен. И они викаат Периклутос треба пише. Ниеден текст не пише Периклутос, сега пише Параклет. Параклет што значи утешител. Чисто ви го спомнам. Значи Исус е Божјата слава. Исус е славниот. И затоа преобразувањето покажува величината на тоа кој е тој, ама не само тоа. Ни кажува зошто дојде воопшто на оваа земја. Што бараше да дојде на светот? Кога Божјата слава се појавуваше во Стариот Завет или на планината Синај, секој што ќе се допреше до неа, до таа слава, таа околина, умираше. И кога ние ќе го чуеме, јас ова го прочитав од еден автор, многу убав пример даде. Кога ние вика ќе го чуеме, ова се соблазнуваме, модерните луѓе, даве сега Господ не дал ни до планина да му се допрат луѓето. Зошто? Затоа што вика тоа е законот негов. Што значи тоа? И овој автор еден вика вака: замисли дека одиш по патот, по улица у градот и одеднаш врз тебе падне клавир. Знаете како на цртаните филмови. Одиш по патот и одеднаш клавир паѓа врз тебе. И ќе те смачка. И ти викаш, јас се вреѓам од таа помисла дека клавир може да убие човек. Зошто те вреѓа помисла дека 200 кила фрлени од втори спрат може да убијат некој? Тоа си е реалноста која постои. Зошто тебе ќе те навреди тоа дека Бог вика мојата светост е таква што или ќе ми пристапиш како што сакам, или јас ќе те убијам. Ама не може тоа, така не ми се допаѓа. Па мене не ми се допаѓа да ме убие кола, да ме згази, ама ако се случи што да правим? Тоа си физички закон, не е нешто што зависи тоа од мене или од тебе. Значи, блесокот, суштината на она што се случуваше тука беше таква, што ги принуди луѓето, овие што беа таму горе, учениците, да мижат и да паѓаат на земја, уплашени, престрашени, зависи кој превод ќе го читате. Не знам дали сте се нашли, јас сум се нашол во ситуација кога мислам дека знам нешто за некоја работа. И одеднаш ќе се најдам во присуство на човек, што одеднаш сваќам дека ги знае работите 50 пати поварно од мене. И тогаш има две работи може да направите. Едната е да се прави, да бе, он се прави многу паметен, мислиш јас не знам, класичен македонски синдром. Или вторијата да се понизиш и да кажеш од него можам да научам нешто.
Тука ние можеме да кажеме, да бе, Господ ќе бара од мене светост, Господ ќе ми се покажува како светост, или може да кажеме го прифаќаме онака како што тој ми се објавува. Ќе го прифатам и ќе го земам како таков. Тука. Интересно е дека во Исаја 6 глава, знаете тој класичен текст за Божјата слава, Исаја вика, тешко мене зашто сум човек со нечиста уста и живеам среде народ исто така со нечиста уста. А очите мои го видоа царот, вика Господ Саваот. Тој е пророк. Тој е Божи избран пророк, а вика тешко си ми мене, јас сум нечист. Во споредба со Бог, Божиот славен човек, вика јас сум нечист. Колку останало до нас. Јов, сеќавате кога Господ се објавува во тој ветерот таму, нели во бурата кога ги се објави. Што вика Јов? Нема многу што да каже. Вика, јас слушнав за тебе со моите уши, ама сега те гледам со моите очи, се презирам себе си и се кајам, вика, во прав и пепел. Кога ќе се споредам со тебе, Боже, јас имам една алтернатива. Да те признам за тоа што си или да се правам паметен. Трета алтернатива не постои тука. Ние не можеме да поднесеме сето оваа слава, сето ова што е тука. И затоа учениците беа распаметени. И затоа, кога падна тука учениците, направија нешто што во Стариот Завет веќе беше предскажано. Ке се сетите, имаше еден таму што го нарекува шатор на состанокот, шатор на собирањето. Така ли? Што мислите, зошто беше даден? Ние не сме, во црква не сме седнале некој пат да проучуваме зошто и како беше правен шаторот на собирањето. Ама интересно е дека имаше едно најсвето место, ограничено, па имаше еден друг двор, па имаше еден трет двор. Што беше поентата? Накусо речено со два збора, поентата беше да ги заштити луѓето од тој свет Бог, кој условно речено пребиваше во тоа место. Не беше да го заштити Бог од луѓето, ние го криеме Господ да не го види некој. Не, туку беше подобро луѓето да не се соочат со тој, Господот и ќе умрат. Ќе умрат затоа што не може да поднесат таа слава и она светост, ако спиам да кажем, што беше Бог. Во центарот на сет тој шатор имаше едно мало шаторче, најсветото место што беше, што всушност ги чуваше луѓето. Тоа беше она што беше меѓу луѓето и Бог. За не се случи луѓето да загинат. Значи беше штит за заштита, условно речено, од Бог. Кажете како така? Да, точно тоа се случи. И зошто го објаснувам ова? Затоа што без ова не можеме да го разбереме 4 стих кај што Петар вика, Господи, дај да направиме тука, во нашиот превод вика 4 сеници. Грчкиот повторно користи збор скинија. 4 шатори. Дај да направиме 4 места со кои ќе те заштитиме тебе, за да не повредиш нас. Не беше поента, ај ќе си направиме шаторче да кампуваме тука. Туку дај да ме заштитиш, да не загазам. Оте он многу добро знае што се случуваше во Стариот Завет, кога некој ќе прекршеше Божјата светост и Божјото правило, и тогаш гинеа. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече, Господи, добро ни е да бидеме овде, ако сакаш ќе направам тука 3 коли, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Тој не вика, сакам, пак ќе речем да кампуваме, вика, сакам да направам некоја заштита. И мислам дека точно му се случи оно од кое беше најмногу уплашен. Погледнете го пак повторно стих 5 и 6. Додека уште говореше, ете ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше, ова е мојот возлюбен син во кога е мојата волја, не го послушајте го. И кога го чуја тоа учениците паднаа ничком и многу се уплашија. Но Исус штом се приближи, се допред онив им рече, станете, не плашете се, а тие кои ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Подигнаа очите е малку чуден превод на она кој ги отворија очите. Ти многу добро знае дека тешко се му оне што ќе сакате, што ќе видиш живиот Бог. Не можеш да го видиш Бог и да останеш жив. Нижат, се кријат, прават нешто, викаат само подалек од нас. Исус е тој што ги допира. Исус вика, отворете очи да ве видам, дајте да видите што се случува. Мојсей бараше, можем ли да дзирнам што има во облакот, и Бог му рече, не, ќе те убијам. А сега тој облак е над нив, околу нив, ги обвива, им зборува, ги отварат очите, уште се живи. Најблиското нешто што можам, занимливиот шок да си го смислам јас е, ако се сетите во Стариот Завет, Седрах, Месах и Аведнего, кој ги фрлија во огнената печка, што мислите, како се чувствува во моментот кој ги грабат и ги фрлаат во оган?
И оној момент кој вика, жив сум. Одам. Ученициве овде токму тоа верувам, тоа чувство го има. Ние преживеавме. Ние не сме мртви. Во Божјата слава ја гледаме. Божјиот глас го слушаме, живи останав. Јас сакам да можам да го имам тоа чувство кога ќе дојдам до Господ. Само заради Него, само заради таа личност, само заради Господ Исус Христос, јас можам да застанам пред Бог и кажам, уште сум жив. Уште функционирам, уште живеам, уште работам, уште се движам во Тебе, Господи, и уште па оваќе пак може да направам нешто за Тебе, да ми дадеш задача и јас да исполнам. Кај го има тоа? Тоа е оно што мене лично ме шокира тука во преобразувањето. Не умреа. Во Матеј 27:51, кога Исус умре на крстот, го читаме, она вика, наеднаш се расцепи завесата на храмот на две, одгоре до долу. Вие ќе се сетите сите дека храмот всушност беше онај постојан шатор на собирањето. Кога храмот се воспостави, веќе шаторот на собирањето си ја заврши својата функција. Храмот беше направен исти терк како самиот шатор. Завесата, вика тука, се расцепи одгоре до доле. Зошто? Ние викаме Исус умре на крстот, беше врховната жртва принесена од врховниот свештеник. Тоа е се во ред. Ама тој исто така покажа, баш затоа може да каже дека он е храмот. Затоа што веќе немаше потреба никој да ги крие луѓето од него. Дојде како личност и застана пред нив. Сеќавате во Јован 2, што ги побрка сите кои им рече, срушете го овој храм и за 3 дена јас ќе го изградам. И сите се чуда што сака да каже, а тој зборуваше за своето тело. Зошто можеше да каже Исус за себе, јас сум храмот? Знаете зошто? Затоа што тој е единствениот кој може да не заштити од Божиот гнев и Божјата светост и праведност. Како што завесата не штитеше, како што шаторот ги штитеше израелците, Христос е оној што не штити. Христос е нашиот посредник меѓу нас и Бог, кој ни дава шанса да дојдеме до тој Бог без страф. Како? Со тоа што доаѓаме кај Него, кај Христос. Така е ова што тука го спомнува овој дел. Зошто? Тој преку неговата жртва не помирува. Плаќа за нашиот грев, дава се што ни е потребно за да можеме да не се соочиме со оној Бог што е фатален кога ќе се знаете кога ќе се сретнеме со него. Дома работев, реновиравме, правевме нешто и работев со струја. Доста често работам со струја, често не ми е проблем, не ми е страф. Ама знаете што ме штити? Осигурачот помеѓу мене и штекерот. Можам да го игнорирам и да почувствувам, или да не почувствувам, да ме утепа одеднаш, или, или може да кажам, ова е мојата заштита од она што може да ми се случи. Точно тоа го прави Господ. Што направи тој? Викаме, умре на крстот. Да, ама исто така, ќе кажеме, ја остави својата слава зад себе. Целата идеја на Новиот Завет е дека Исус Христос, кој беше тоа славно лице, во Филипјаните 2 ни се вика, ја сокри својата слава. Свесно ја сокри својата слава. Тука за момент покажа дел од својата слава и учениците беа како мртви. А понатаму, преобразувањето го покажува тоа дека Исус во известна смисла изгуби својата убавина. И изгуби она импресивност, леле, гледа го кој е. И се враќаме на оно што Исаја го викаше, што имаше на него толку убаво? Што имаше нешто заради кое ние можевме да бидеме или да тргнеме по него или да го следиме? Свесно се откажа од сето тоа. И свесно се откажа од својата моќ. И сега веќе можеше да биде убиен. Сега може да му ја земат славата, да го фатат како криминалец, да го однесат и да го убијат на крстот. Не знаејќи и не верувајќи дека на третиот ден ќе воскресне. Во Јован 17:22, кога Исус одеше на крстот, вика вака, и славата што си ми ја дал, ними ми ја дадов, за да бидат едно како што сме ние. Тој ја остави својата слава за ти и јас да можеме да ја добиеме. Тој се откажа од својата совршеност, од својата убавина, од се она што го имаше, за ти и јас да може да го добиеме тоа. Во него и преку него.
И тоа е причината затоа што она дојде кај нас. И на крајот, за неколку минути, како да одговориме ние на тој Господ, кога го гледаме таму во преобразувањето? Или, која би требало да биде мојата реакција на Исус, кога го гледаме Христос до самото преобразување? Првото е, мора да го послушаме. Мораме да му бидеме послушни. Не можеме да го толерираме во стилот, чудо голем. Чудо голем. Исус не е само фин човек, добар учител, паметен, некој си таму. Исус беше самиот Бог во тело. И тогаш мора да го послушаме. Ова е мојот совршен син, возлюбен син. Него послушајте го. Или ќе послушаме, или не послушуваме. Алтернатива трета нема. Тука. Знаете, има два збора таму за слушање во грчкиот јазик. Едниот се зборува, е поврзан со на акуо, хипакуо, акустика. Да го чуеш нешто што ти се зборува. Ама вториот збор што го користи е малку поинаков и тој збор всушност значи да слушаш со цело тело. Не да слушаш, да послушаш. Да сватиш што ти се зборува уствари, да дојде тука во нас. Исус не може да ни биде на периферија. Или е со нас, или е без нас. Она златна средина, тука за жал, не постои. Нема интегритет во средината. Второ, ако е Исус тоа што беше таму, што го видовме дека е самиот Бог во преобразувањето, ние мора да му бидем, да го обожуваме. Мора да му дадеме чест и обожување. Тука. Слава, некој пати го преведуваме како важност, како нешто, нели, честност, ама исто така значи и убавина. Погледнете во Езекил, например, ако го погледнете кога ќе се појави Божјата слава, стално има боја. Кога некаде Господ се појава, стално гледате на небото. Во Откровение кога зборува за небото, за рајот, за местото каде што е Господ, каде што е, има боја, има убавина, има музика. Тие работи стално цело време одат заедно. Тука. Ние често сакаме да кажеме, јас не икем да изгубам контролата над мојот живот. Јас сакам да бидам главен во мојот живот. Затоа не сакам да поверувам, од тогаш треба да слушам некој друг, некој трет. Седно е. Океј, ама. И тој се откажа од својата контрола за тебе. Па затоа ни даде пример и мене и тебе. Ние може да правиме многу работи подобро од колку што сме ги правеле пред да поверувам. Може ќе сум добар сопруг, добра мајка, добар татко, добар родител и сите тие ствари. Се е тоа супер, може ќе им помагаме на сиромашните. Се е тоа одлично, ама во моментот кога ќе поверуваш вистински во Христос, она што се случува е дека веќе се тоа што го правиш не ти е должност, туку ти е желба. Го правиш затоа што некој друг го направи. И последното нешто многу важно тука, со него сакам да завршам, мора да бидеме трпеливи. Учениците сакаа одеднаш да знаат се за Христос. Никој кој поверувал во Христос не научил се за него одеднаш. Поминува време. Тргна учениците надоле и вика сега, чекај, застани, вика, ако ти си Месија, ако ти си тој што требаше да дојде, кој е Илија? Забележувате дека Исус тие сработи ги остави на крајот. Битна беше славата негова, битно беше се, освен тоа. И потоа им каже, да, тоа беше Јован Крстител. И знаете што се случува во овој момент, како тргнуваат надоле? Како некој да го штракне прекидачот и па да се врати се во мрак. Многу е тоа интересно. Накратко, имаше светлина, одеднаш повторно мрак. Не се случи како Самсон. Боже, дај ми за последен пат да ги изубијам сите околу мене, нели тоа што се случи. Не се случи како во филмови некој си кај што јунакот на крајот сите ќе ги испотепа. Крвав, никаков закрпен, ама победен. Не. После ова, не помина долго, он заврши на крст. Се беше темно. Божјата слава беше скриена, ама сепак действуваше. Божјата слава и денеска е скриена многу. Ние веќе кај Христос да го видам. Нема се појави како облак сигурно. Ама кога ти проговори на душата, кога ти проговори во срцето, многу добро ќе знаеш дека има светло во таа мрачна душа. Многу добро човек знае дека некој ми дава светлина и имам избор да се приближам или да откачам. Ако ја откачам, тешко си и мене. Апостол Павле на едно место вика дека нашите сегашни страдања не подготвуваат за вечната, вика, слава, која не можеме да споредиме со апсолутно ништо. Дури кога нашето надворешно тело, вика, се губи, нашиот внатрешен човек расте
Нели? И станува нешто прекрасно. Знаете како викаат таа класична една споредба? Притисокот прави од јагленот дијамант. И дијамантот и јагленот е чист јаглерот. Едниот подвисок притисок, сакаш да го купиш, да го имаш, другиот го фрлаш во оган и го гориш. Што ќе бидеме? Е на нас. Како ќе се поставиме? Е на нас. И следниот пат кога ќе читате за преобразувањето, ајде да се вратиме на тој восхит, на тој шок дури ако треба, што го издржаа учениците, бидејќи мислам дека ќе ни биде полезен за нашиот духовен растеж, за нашиот духовен пат, нека Христос ако сакате. Амин.